Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денес продолжуваме со проучување на втората глава од посланието до Ефесјаните. Предходниот пат обработивме само 2 стиха, но денес се надевам дека ќе имаме време да ги поминеме следните 5. Во овој дел од посланието ни се објавени минатото, сегашноста и иднината на христијаните. Ретки се луѓето кои не сакаат да ја знаат својата иднина. Ако му кажете на некој дека ќе му ја кажете иднината, најчесто кај другата личност тоа предизвикува љубопитност. Токму тоа е причината поради која расте популарноста на голем број гатачи, а и оние кои се занимаваат со хороскоп. Интересно е тоа што речиси секогаш, кога ќе зборувате со некој кој тврди дека има способности да ја предскаже иднината, таквите разговори најчесто завршуваат со тоа што таа личност ви кажува дека во иднина ве чека големо богатство или некое наследство и дека среќата многу брзо ќе ви се насмевне. Зошто ми е тоа интересно? Бидејќи секој човек сака да го слушне тоа за својата иднина. А оние кои ја предскажуваат иднината, ги знаат човековите желби и копнежи. Па затоа го зборуваат тоа што другите длабоко во себе сакаат да го слушнат. Но оние кои вистински веруваат во Господ Исус Христос, нема да бараат мислење за својата иднина кај други луѓе. Бог е тој кој ја знае вашата иднина и ви ја открил во неговиот збор. Читајте ја Библијата и таму ќе дознаете дека вашата иднина во голема мера зависи од одлуките кои ќе ги направите денес. Оваа глава започнува со зборовите на апостолот Павле со кои ги подсетува ефесјаните дека пред Христос да ги спаси, тие беа мртви во своите гревови и престапи. Зборот грев во Библијата значи промашување на целта, а зборот престап се однесува на ситуација кога некој ја поминал Божјата црвена линија. Токму тоа е она која Адам го направи во Едемската градина. Тој ја промаши целта, а целта беше заедништво со Бог, неосквернето од непослушноста. Тој исто така ја премина Божјата црвена линија во однос на тоа што е дозволено. Ако оние кои не се Христови се духовно мртви, тоа значи дека таквите се како духовни зомбија. Павле ги подсетува ефесјаните на нивното минато и им вели: вие живеевте некогаш според животот на овој свет. Со други зборови, тој им вели: вие се водевте според вредностите на овој свет. Живеевте според своите телесни желби и тоа што ви беше наметнато од општеството. Потоа Павле вели: согласно со кнезот на воздухот, односно на духот кој сега действува во синовите на неверието. Сатаната е се уште активен и ги води луѓето кон вечна пропаст. Прашањето е: што значи да се живее според духот на овој свет? Кога станува збор за светиот начин на живење, голем дел проповедници зборуваат за тоа како христијаните треба да го избегнуваат тоа што изгледа телесно и безбожно. Односно, предупредувањето е против гревовите кои имаат физичка манифестација. Сакам да знаете дека духовно изгубениот свет во кој живееме се одликува и со неколку ментални и духовни гревови, кои не неопходно имаат физички манифестации. И токму затоа мислам дека се уште поопасни. Слушнете што пишува во посланието до Јаков. Од каде се војните и расправиите меѓу вас? Не оттаму ли, од вашите похоти, кои се борат во органите ваши? Посакувате и немате, убивате и завидувате, и не можете да добиете. Се препирате и војувате, а немате, бидејќи не се молите. Просите, а не добивате, зашто зло барате, за да го трошите во вашите похоти. Прелюбодејци и прелюбодејки, не знаете ли дека пријателството со овој свет е непријателство на Бога? Зашто? Кој сака да му е пријател на светот, му станува непријател на Бога. Има голем број христијани кои во недела наутро, кога ќе дојдат на богослужба, глумат дека се многу духовни и посветени на Бог. Таквите сакаат да зборуваат дека треба да се практикува светоста и да се живее одвоено од светот. Но, штом дојде понеделник и тие се вратат на работа, нивната главна водилка се парите и ќе направат се што можат само за да заработат повеќе. Од понеделник до сабота, нив ги интересира збогатувањето и во се што прават имаат една цел – парите.
Знам дека ова што го велам нема да им се допадне на некои луѓе, но сметам дека треба да ве предупредам против ваквите навики и гревови. Затоа и Јаков пишува за овие нешта, бидејќи сака да им даде на неговите слушатели практични совети како да созреат. Слушнете што напишал апостолот Јован. Ке прочитам неколку стихови од неговото прво послание. Не љубете го светот и се што е во него. Ако некој го љуби светот, во него нема љубов од Отецот. Зашто? Се што е во светот, похотата на телото, похотливоста на очите и горделивоста на животот не е од Отецот, туку од овој свет. А светот е минлив и похотите негови, а оној што ја извршува волјата Божја, останува довека. Има многу луѓе кои велат дека не живеат во грев. Ако ги слушнат овие стихови, тие ќе реагираат со: не ги правам јас тие гревови, не живеам како другите луѓе. На таквите, доктор Кембел Морган им поставува едно многу интересно и едноставно прашање кое гласи: а дали би сакале да ги правите тие гревови? Можеби тоа е причината поради која луѓето сакаат да гледаат телевизија и да минуваат долго време на социјални медиуми. Тоа барем им дава можност да гледаат како другите ги практикуваат гревовите за кои пишува Јован. Мислам дека треба да се преиспитаме во однос на овие нешта и да побареме од Бог да ни покаже дали можеби ги практикуваме гревовите спомнати во првото послание на Јован. Ако искрено бараме Бог да ни покаже дали во нас има љубов кон светот, сигурен сум дека Бог ќе ни открие во каква состојба е нашето срце. Пред некоја година, јас и мојата сопруга бевме на одмор на еден грчки остров и си поминавме на вистина убаво. Атмосферата, природните убавини, музиката, архитектурата, сите овие нешта не воодушевија до таа мера што речи си останавме без зборови. Кога се качивме на бродот и си заминавме, додека гледавме кон островот кој во нашите очи стануваше се помал и помал, се свртев и реков на сопругата: ова беше најдобриот одмор во мојот живот. Но, ако островот на кој поминавме толку убави денови исчезне под водата, воопшто нема да ми биде жал за тоа, бидејќи моето срце не е приврзано за нештата што ги видовме. Потоа додадов и реков: се надевам дека ќе имам таков став и кон светот во кој живееме. Некои теолози во западниот свет често зборуваат за моментот кога Господ Исус повторно ќе се врати на овој свет и ќе ја земе црквата со себе. Иако сметам дека е добро да се разговара и размислува на таа тема, сепак сметам дека има многу луѓе кои ќе жалат ако Исус ги земе при себе, од едноставна причина што во нив има љубов и кон овој свет. Можеби ќе жалат за бизнисот кој го оставаат зад себе, можеби за домот, за кариерата и слично, но нема да им биде сеедно што нема веќе да живеат во овој свет. Да се вратиме на човековата навика да живее во грев без Христос. Во второто Петрово послание, 2 глава 14 и 15 стих пишува: имаат очи полни со прелюбодејство и незаситни се на грев, ги мамат неутврдените души, имаат срце привикнато на лакомство, тие се чеда на проклетството. Откако го оставија вистинскиот пат и се заблудија, тргнаа по стапките на воосоровиот син Валаам, кој засака плата за вршење неправда. Овие зборови се многу добар опис на изгубениот свет во кој живееме. Прашањето кое ние треба да си го поставиме е: дали можеби и ние живееме на тој начин? Добро е секој да се преиспита во однос на овие нешта. Павле вели дека сатаната моментално дејствува во децата на непослушноста, односно во оние кои не го следат Христос. Не можете истовремено да го следите Бог и да ги следите луѓето. Морате да одлучите кому ќе се подчините. Ако одлучите да го следите Бог, сигурно нема да зажалите. Патем, кога станува збор за одлуката да го следите Бог, сакам да знаете дека животот посветен на Бог не е живот во кој е забранета радоста. Бог не е уништувач на забави. Денес за жал има проповедници кои се обидуваат да го представат христијанскиот живот како живот во кој постојано има тага поради гревовите, има жалење за минатото и слично. Се согласувам дека христијаните треба да се каат за своите гревови. Но од друга страна, оној кој го има духот во себе, ќе ги има Божјата радост, љубов, мир и така натаму. Ке продолжам со читање на посланието. Стих 3 вели: меѓу кои ние сите некогаш живеевме според телесните желби.
извршувајќи ги похотите на телото и на помислите. И по природа бевме како и другите, чеда на гневот. Забележете како во овој стих апостолот пишува во прво лице множина. Не вели живеевте, туку живеевме. Со тоа им кажува на христијаните во Ефес: јас бев ист какви што бевте и вие. Знаете кој е еден од проблемите во црквата денес? Тоа што има луѓе кои се нарекуваат христијани, а сепак продолжуваат да живеат според телесните желби и да ги извршуваат похотите на телото. Пред некое време бев во домот на човек за кого слушнав дека не само што е добар бизнисмен, туку е и посветен христијанин. Ми го покажа домот и беше навистина голем и многу добро уреден. Најмногу од се, ми зборуваше за неговите деца, за успешниот бизнис, за наградите кои ги добил како бизнисмен и слично. Но во ниту еден момент не го спомна неговиот меѓусебен однос со Исус Христос. Кога си заминав од неговиот дом, сватив дека неговото сведоштво како посветен христијанин е обична фасада. Што ќе ви е таков живот во кој имате се, но не е Исус Христос? Стихови 4 до 7. Но Бог, кој е богат со милост поради големата негова љубов, со која не засака, иако бевме мртви поради гревовите наши, не оживеа во Христос и не воскресна со Него и не постави на небесата во Христос Исус, за да им го покаже на идните векови преизобилното богатство на својата благодат во добрина кон нас преку Христос Исус. Четвртиот стих започнува со зборовите «но Бог», што значи дека Павле прави контраст помеѓу тоа што го напише во првите 3 стихови и тоа што следува. Првите 3 стихови се мрачни и безнадежни, бидејќи сведочат дека човекот е духовно паднат и изгубен. Тој не може да се спаси себе си. Но Бог не дозволи ние луѓето да живееме безнадежно и безпомошно. Тој интервенираше со својата бесконечна благодат и ни го даде тоа што ни е потребно. Единственото нешто што се бара од нас е да му веруваме и да ја прифатиме неговата благодат. Што значи да се биде спасен според Божјата благодат? Ние луѓето по природа сме мртви во нашите гревови и престапи и не можеме самите да се спасиме. Божјата благодат значи дека Бог е благонаклонет кон нас, не зашто заслужуваме, туку бидејќи тој во себе има доволно љубов за да ни помогне. Кога Бог ги избави израелците, тоа не го стори бидејќи тие беа добри и морално безпрекорни. Токму напротив, тие беа тврдоглав народ. Го цитирам Бог, бидејќи тој ги нарече така. Но Бог им беше благонаклонет и поради тоа ги спаси од робството. И нам денес Бог ни нуди спасение, но тоа не ни е достапно поради неговата љубов, туку поради неговата благодат. Некој можеби ќе рече која е разликата меѓу нив две? Ајде да се обидам да ви објаснам. Пред некое време читав еден разговор кој се одвивал помеѓу еден проповедник и хипик, некаде во 70-тите години. Во тоа време хипиците барале и сакале да живеат во слобода. Но наместо да ја најдат слободата во Христос, тие измислиле своји правила и систем за кои верувале дека ќе им го даде тоа што го бараат. Се разбира, со оглед на тоа што нивното движење не било засновано на Христос, тие никогаш не ја нашле вистинската слобода и тоа движење се распаднало. Како и да е, станува збор за разговор кој се случил по завршетокот на едно библиско проучување, каде што биле присутни многу хипици. Кога еден од нив му се приближил на проповедникот сватил дека за прв пат во животот гледа човек кој е облечен толку шарено. Младичот имал интересна капа на која имало 3 амблеми со зборот љубов. Истата порака била и на неговата Тексас јакна. Имал и панталони, а и чевли на кои пишувало љубов, љубов, љубов. Зборот љубов бил испишан на секое парче облека кој младиот човек го имал на себе. Проповедникот му рекол: интересно е тоа што го имаш зборот љубов на секое парче облека. Хипикот одговорил: да, брат, Бог е љубов. Проповедникот рекол: се согласувам со тебе. Тоа е една од најубавите вистини. Бог е љубов. Хипикот рекол: поради неговата љубов нам ни е достапно спасението. Проповедникот одговорил: не се согласувам со тебе. Бог не спасува поради својата љубов. Или, ако сметаш дека е така како што велиш, кажи ми, каде го пишува тоа во Библијата? Откако се мислел неколку моменти, хипикот одговорил: не можам да се сетам. Проповедникот рекол:
Ако некогаш се сетиш каде во Библијата пишува дека Бог не спасува поради неговата љубов, кажи ми, бидејќи јас досега не успеав да најдам таков стих. Хипикот бил љубопитен и прашал: ако Бог не спасува поради љубовта, тогаш како не спасува? Проповедникот одговорил: мило ми е што го постави тоа прашање. Во посланието до Ефесјаните 2 глава 8 и 9 стих пишува: зашто по благодат сте спасени преку верата. И тоа не е од вас, туку дар Божие. Не е од дела, за да не се пофали некој. Гледаш, Бог не спасува поради својата благодат. Младичот сакал да знае која е разликата, на што проповедникот му рекол: Бог те сака, немој никогаш да го заборавиш тоа. Но Бог не може врз основа на својата љубов да ти ги отвори вратите на небото и да те пушти внатре. Ние сме грешни и никој грешен не може да влезе во рајот. Не заборавај дека и покрај тоа што Бог е љубов, тој исто така е и светлина и морален авторитет во вселената. Бог е љубов, но исто така е и свет и праведен. Што значи тоа? Тоа значи дека Бог не може да направи нешто што е погрешно, односно спротивно на неговиот закон и стандард. Бог те сака, но таа љубов не може само по себе да те спаси и да те донесе на небото. Проповедникот продолжил па рекол: во Евангелието според Јован 3:16 пишува дека Бог толку го засака светот што го даде својот син за секој кој верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Дали пишува дека Бог толку го засака светот што го спаси? Не, туку дека толку го засака светот што за него го даде својот единствен син. Бог го даде својот син за нас, односно направи нешто за да може да ни го понуди спасението. Бог ја плати казната за нашите гревови. Тоа е благодатта, Божјата љубов во дејство. Грешниците можат да добијат вечен живот бидејќи Бог направи конкретно дело со кое им даде можност да се покајат и да добијат спасение. Во посланието до Ефесјаните јасно пишува дека Бог не спасува по благодат. Божјата благодат е една од најважните теми во ова послание, а и во целото Свето писмо. Тој ги протега рацете кон овој свет кој е духовно изгубен и вели: ако сакате спасение, дојдете кај мене. Преку својот збор, Бог ни кажал кој е единствениот начин на кој можеме да дојдеме до спасението. Нема повеќе патишта до него, туку само еден пат. И неговото име е Исус Христос. Може би на некој тоа не му се допаѓа, но тој е Создателот и оној кој ги поставува правилата. Бог му вели на секој од нас поединечно: можам да те спасам. Единственото нешто што треба да го направиш е да поверуваш во смртта и воскресението на мојот син и да тргнеш по мојот пат. На крстот, Бог ја плати цената за нашите гревови и секој кој верува во тоа и го прифаќа истото, ќе стане дел од Божјото семејство. Тоа е духовната состојба на секој искрен христијанин. Христијаните имаат привилегијата да се наречат Божји синови и ќерки. Бог не само што ги избави од духовната смрт, туку и ги направи негови деца. Сето тоа е можно поради смртта и воскресението на Христос, кој е главата на црквата. А за тоа размислувавме при преучувањето на првата глава. Целта на Божјото спасително дело е пофалба и слава на неговото име. На тоа се повикани христијаните. Во се што прават, да копнеат Божјото име да биде прославено помеѓу луѓето. Предпоставувам дека еден ден кога ќе бидам во рајот, двајца ангели ќе разговараат и едниот ќе му рече на другиот: го гледаш оној човек таму? Тој со ништо не заслужи да биде спасен. Беше духовно мртов, но гледај каде е денес. Знаеш зошто е тука? Поради богатството на Божјата благодат. Бог му беше благонаклонет, го спаси и му даде можност да ја помине вечноста на ова место. Сега, постојано пее благодарствени песни за својот спасител. Како реакција на сето ова што го кажав досега, што друго можам да направам, освен да го славам Бог за се што тој направи за мене? Јас немам никакви заслуги во моето спасение. Бог е тој кој го испланира и го реализираше планот за спасение. Бог сака да ве спаси и вас, за и вие еден ден да бидете во рајот со него. Ниту една друга вест на светот не може да се спореди со радосната вест за Божјата благодат, покажана кон нас грешниците. Не можеме да додадеме ништо на неговата благодат. Единственото што можеме да го направиме, да ја прифатиме, за таа да не спаси и да не промени.
Не знам кои ви се плановите за денешниот ден, но сакам да ве охрабрам да одвоите барем неколку минути во текот на денот, за да му благодарите на Бог за неговата благодат. Следниот пат ќе продолжиме со обработка на втората глава. Се надевам дека ќе ни се придружите. До тогаш, Бог нека ве благослови изобилно. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.